Македонскиот фолклор 10 дена презентиран во Памуккале, Република Турција. Децата на ансамблот Китка од село Истибања горди на традицијата, со познатите традиционални обичаи, истерување на чумата, белење на платното, како и познатите истибањски ора. Тие се представија пред турската публика и пред 20 држави од светот. Како што истакна председателот на ансамблот Стојко Митковски, македонскиот фолклор и овде меѓу најдоминантните. Памуккале во Република Турција, на кој што зедоа учество 22 земји од светот, а помеѓу нив и Македонија преку фолклорен ансамбл Китка и Истибања. Фестивалот се одржа во период од 11 до 21 јули годинава и на вистина беше тоа вистинско доживување. А Китка се представи со традиционални, нашиот фолклорен ансамбл Китка се представи со традиционални обичаи од регионот на Истибања. Тоа е истерување на чумата, потоа белење на платно и на различни сцени во дивизии во околни места и песни и ора кои се поврзани со самата обичајот истерување на чумата и обичајот белење на платно. Покрај овие настани, ансамблот Китка продолжува да настапува и понатаму. Покрај во државата, тие повторно ќе заминат и надвор од неа, и тоа во Република Италија. Нас се очекуваат во наредниот период на 55-тиот јубилеен Илинденски денови, и тоа уште во јануари. Организаторите би тоа кажа Китка мора да биде на јубилеот. Ние во сабота и недела 26 и 27 сме на јубилејниот 55-ти фестивал Илинденски денови во Битола. Потоа настапуваме на 1 август во Владимирски следби во Владимирово, потоа на 2 август во самиот ден Илинден во Чешиново ќе настапиме на турнирот Илинденски денови во Чешиново, а веќе од 4 до 22 август прв пат Македонија ќе учествува на фестивал во Сардинија и тоа токму нашиот фолклорен ансамбл Китка. Инаку Митковски потенцираше дека и понатаму ансамблот продолжува со настапи во текот на целото лето, а целта на истите настани е пред се дружба за членовите, како и едукација пред се за најмладите.